И по вестите во 8 часот, време е за новиот час од утринската програма на вашиот јавен сервис. Време е за вториот разговор, втора, исто така важна тема, која што следниве 15 на минути, преку која што во следниве 15 минути ќе пренесеме важни информации. Дали знаете дека можете да добиете 30% грант за инвестиција во обновливи извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност во вашиот дом? На оваа тема во студиото денес не гостува Гордана Поповиќ-Фридман, представничка на програмата Зелен финансиски инструмент, иницијатива која што со поддршка од Обединетите нации и Европската банка за обнова и развој нуди реална финансиска помош за граѓаните. Ќе зборуваме за тоа кој може да аплицира, каков тип на инвестиции се поддржани и како оваа програма го подобрува квалитетот на живење, но и придонесува кон поздрава животна средина. Добро утро, се разбира, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добре најдов и благодарам на поканата. Оваа тема е секогаш важна, посебно во овој период кога и ќе интензивираме да зборуваме за загадениот воздух. Надвора сите можеме преку наши мали чекори да придонесеме кон решавање на овој проблем. Ете така јас ја гледам и оваа програма. Правиме добро и за себе, за своите финансии, но и за целото општество. Што представува програмата Зелен финансиски инструмент? Да дадеме еден вовети почеток на темата. Токму така како што кажавте за напорите и целта. Програмата Зелен финансиски инструмент е трансформативна програма, поддржана, водена од Обединетите нации, Европската банка, владата на Република Северна Македонија и локални финансиски институции, која овозможува пристап до поволно финансирање и техничка поддршка на домакинства од недоволно обслужени, но активни и кредитоспособни групи, како и мали и средни предпријатија во нашата земја, да инвестираат во обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Програмата функционира од минатата година активно во соработка со 7 финансиски институции и овозможува бесплатна техничка помош со консултанти, како и грантови за домакинства од 30% по реализација на инвестицијата, а за мали и средни предпријатија 5 или 10% од зависност од природата на инвестицијата, дали се обновливи извори или енергетска ефикасност проектите. Домакинствата кои што можат да аплицираат се од неколку целни групи, недоволно обслужени, но активни на пазарот и кредитоспособни, а инвестициите се во следни групи на производи, како изолација на објекти во својот дом или бизнис, во енергетски ефикасни прозорци и влезни врати, соларни колектори за топла вода, фотоволтаични системи за производство на електрична енергија, системи за вентилација, за грејење и ладење, како фен койлери, инвертер, клими, топлински пумпи, акумулациони бойлери за топла вода, електрични возила за домакинства, например, со лица со попреченост или малите и средни предпријатија. Оваа поддршка и инвестиција преку партнерските банки на граѓаните и на фирмите им овозможува да ги намалат своите трошоци за електрична и топлинска енергија, да влијаат позитивно на животната средина, како и на комфорот во својот дом или бизнис. Ајде малку да пообјасниме повеќе околу домакинствата. Програмата има дел кој се однесува на компании и дел за домакинства. Како точно ги поддржувате инвестициите во обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност? Малку да навлеземе во деталите. Секако. Домакинствата од специфични групи, ќе наведам кои се поддржани со бесплатна техничка помош, со стручни лица консултанти кои помагаат при апликацијата за инвестиција, за кредит преку партнерските финансиски институции и по реализација на инвестицијата следи неповратна финансиска поддршка од 30% грант, кој што го намалува износот на кредитот кој го добиваат домакинствата. Групите на домакинства се следни. Домакинства кои што се водени од жена. Жените се фокус во
на програмата, односно родова еднаквост и еднаков пристап до извори за финансирање и техничка поддршка. Понатака домаќинства во кои што има лица со попреченост, млади од 18 до 35 годишна возраст кои водат свое домаќинство, потоа ромски домаќинства, домаќинства со 3 или повеќе деца, домаќинства со еден приход, домаќинства на самохрани родители, односно еднородителски семејства, домаќинства на приматели на дознаки од странство и повратници од странство. Да дадеме фокус на домаќинствата. Верувам дека ќе се согласите и со следното мое прашање. Доколку се работи за домаќинства, ето објаснивме кој се може да го добие овој грант. Верувам тоа беше и одговорот на третото прашање што го слушнавме пред малку. Обемна ли е, тешка ли е документацијата? Се добива ли помош околу тоа, бидејќи тоа е најчесто поставувано прашање кога станува збор за вакви грантови? Многу луѓе и во секојдневната комуникација кога се поставуваат вакви теми и прашања, секогаш имаат проблем да се снајдат и со документација. Како стоиме на тоа поле? Ова како едно мое подпрашање. Секако. За секоја група има одредени документи кои треба да ги достават да потврдат дека припаѓаат на целната група. Која што наброивме, да. Секако. И во тој дел добиваат и насоки, поддршка, информации од нашиот тим, кој во UNDP со консултанти, како и партнерските организации, Меѓународната организација за миграции и Европската банка за обнова и развој. Апликантите или заинтересирани лица од тие целни групи добиваат список на документи. Сметаме дека документацијата не е обемна. Досега се реализирани над 120 проекти за домаќинства и 75 за мали и средни предпријатија. Досега кажуваат изјави од корисници дека не е тежок процесот и се задоволни од резултатите. Дури има изјави за намалени трошоци, дури 50% од висината на трошоците за електрична и топлинска енергија. И Тоа се добри резултати. И ете, охрабрувачки морав да го поставам тоа прашање, охрабрувачки тоа што кажуваат дека околу документацијата, пополнувањето и средувањето на документите ја добиваат поддршката на институциите кои што ги наброевме. А кој е најчестиот избор за интервенција во домот на сферата на енергетска ефикасност или обновливи извори? Најчести интервенции или инвестиции кај домаќинствата се во топлински пумпи, како и во енергетски ефикасни прозори и надворешна изолација. Меѓутоа, топлинските пумпи доминираат и како и сончеви колектори за топла вода. Додека кај малите и средни предпријатија најголем интерес и инвестиции се во фотоволтаични системи за производство на електрична енергија, кои кај домаќинствата инвестициите се за намалување на трошоците, за подобрување на ефикасноста енергетска во домот и комфорот во домот кај овие домаќинства кои се решаваат за вакви инвестиции. Овој период сега, значи пред зимскиот период на почеток на грејната сезона е идеален. Мислам дека треба да се фати овој период за вакви инвестиции. И да се размислува и мислам дека и во идеално време ја отвораме оваа тема, да ги потсетиме уште еднаш нашите гледачи на можностите кои што им се нудат. Во програмата соработувате со заедничкиот фонд на Обединетите нации за целите за одржлив развој, како и Европската банка за обнова и развој. Па следствено на ова, што точно тоа подразбира и на кој начин сето поради овие соработки граѓаните добиваат олеснување? Програмата е поддржана од заедничкиот фонд при Обединетите нации за одржлив развој и од владата на Република на Северна Македонија и Европската банка за обнова и развој, а е имплементирана од Организацијата за развој при Обединетите нации, UNDP, во нашата земја, во партнерство со Меѓународната организација за миграции и Економската комисија
за Европа при Обединетите нации, како и локални финансиски институции кои што се досега 7 на број, каде што исто така може да добијат граѓаните и фирмите информации за можностите. 7 банки се, значи, тоа е поголемиот дел и од банките во Македонија се опфатени. Само да се, извините што ви прекинав, кажавте може да ги најдат каде? На веб страна ги имате објавено? На веб страна на UNDP има информации за програмата, како и на каналот на YouTube на UNDP се наоѓаат и снимки, видеоснимки од корисници досегашни и исто така и Европската банка на страна на ГФФ, на Зелениот финансиски инструмент, има видео од фирми, меѓутоа граѓани поединечно на видеоснимки на YouTube, на UNDP, како и на социјалните медиуми, на Facebook, Instagram, LinkedIn, се споделени информации. Секојдневно објавуваме и од терен и сите потребни информации, сите документи, верувам на едно место се сите собрани работи кои што треба да ги знаат сите идни апликанти. Како да се пријават сите кои што се дел од целна група и како може да аплицираат за 30% грант? Заинтересирани представници од целните групи, граѓаните од тие групи може да слободно се обратат за информации на имейл адреса gff@undp.mk или gff2.aplikacija@gmail.com, каде што ќе ги добијат потребните информации, како и списокот на документи што треба да го достават, соберат и ќе добијат и насоки како понатака и каде во која финансиска институција понатаму да се обратат за делот за анализа на кредитоспособност, за дополнителните документи, меѓутоа нашиот тим при UNDP заедно со партнерските организации кои што ги споменав, стоиме на располагање за сите заинтересирани. Така. Дали е во тек конкурсот, дали е отворено сега? Отворено е, тековно е, во секое време може да се обратат, нема рок од до кога, стојат контакт информациите и тимот во канцеларијата на UNDP, стоиме и на ИОМ, Меѓународната организација за миграција, стоиме на располагање и се надеваме дека ќе има уште поголем одзив. Програмата е ќе биде активна до април 2027 година и се надеваме дека ќе има многу поголеми резултати, многу ќе влијае, сега покажуваат резултатите и индикациите дека има позитивни влијанија на квалитетот на воздухот, емисиите на ситните дисперзирани честички PM2,5, PM10, како и емисии на јаглеродиоксид и други штетни гасови, материи во воздухот кои влијаат на загадувањето. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Верувам дека споделивме важни информации за оние наши гледачи кои што се заинтересирани да бидат дел од како апликанти и секако да го искористат овој грант од 30%. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам за поканата. Благодарам уште еднаш. Во по 8 часот и 30 минути следува блок на нови линковски вклучувања од Скопје и од Прилеп, но пред тоа музика.